Ние, како Министерство за внатрешни работи, продолжуваме со нашиот проект, а тоа е опремена полиција, безбедни граѓани. Тоа го најавивме минатата година и ова година продолжуваме. Денеска имаме чест овде да извршиме увид во завршните работи што е направено во полициското одделение Галат. Тоа беше една од полициските станици која што беше во најлоша состојба. Министерство за внатрешни работи преку своји средства одели 2.400.000 денари и реконструирана е комплетно кровната конструкција, фасадата, внатрешниот дел на објектот после 25 години било каква градежна активност на овој објект. Тоа е нешто што дава дополнителен мотив на полициските службеници, бидејќи ова полициско одделение значено, бидејќи опфаќа територија голема и голем број на население, околу 40.000 граѓани. Денеска разговаравме и за актуелната безбедносна состојба и на подрачјето на полициската станица и на подрачјето на секторот за внатрешни работи во Тетово, и таа може да биде оценета како мирна и стабилна. Разговаравме и во делот на криминалитетот, нарушувањето на јавниот ред и мир, подобрувањето на работењето во овие области. Вие знаете дека направивме доста и кадрски промени кои што се однесува на секторот за внатрешни работи Тетово. Добро е што започнуваме сериозно со зголемување на процентот на откривачката дејност и намалувањето на криминалитетот. Сведоци сте дека изминатиот период активно се работи плански во делот на сузбивањето на трговијата со дрога на подрачјето на СВР Тетово. Веќе имаме 136 приведени лица во однос на ова материја и мислам дека тоа ни дава за право да и граѓаните бидат поспокојни, посигурни во делот на безбедноста. Важно е многу да соработуваат граѓаните со полицијата, таа доверба да јакне и уште еднаш ги повикувам, апелирам сите заедно да бидеме партнери во делот на безбедноста и на стабилноста. Ние како раководство на Министерството ќе правиме се за да овозможиме подобри услови за работа на македонските полицајци, а нивна должност е да направат се да обезбедат мир, стабилност и просперитет на граѓаните на општините во кои што ние живееме. Каква е